Здраво, другари! Срекни божигни празници на сите вас што славите, а за тие што не ги славите, срекни и на вас што има везе. Како и секоја година, нели се знае дека на Бадник, рано од Сабајле, се пее добро познатата, стара, изворна песна Коледе. Со која што децата ги будат комшиите да им дадат пари и коштани. 230 година коштаните, мамо. Песна Коледе ти е као измислена лекција по историја за Месопотамија. Значи, ќе научиш на памет ти колку да добиеш некоја си оцена, уствари немаш поима што се десило. Така и песнава, сме ја научиле на памет и немаме поима што значи. После волку години сватив дека песната не е баш за деца. Дој да анализираме сега. Коледе леде. Океј, добар почеток на песната, искрено не знам што значи леде. Мислам дека е рандом измислен збор, пошто толку им била вештината за римување. Не користете римувај.мк, ве молам. Паднало греде. Значи, замислете си греда, даска, шо паѓа, тоа е тешко створење, значи, паѓа. Тепало деде, значи, гредата му паднала на дедото, најверојатно на глава, не знам, и го утепала, го убила као мртов е, има смртен случај у песнава. Деде се мачи. Океј, значи, сепак не е мртов, али при крај преживува, се бори за живот некако, но во суров свет. Баба го квачи. Шо е квачење сега? Квачење е, замисли си кокошка. Нели, она седи на јајцата за да ги згрее, за да и се изведат после пилиња. И се замисли како баба го квачи дедо. Значи, буквално седи на него и за да се долови акт на квачење, треба да седи на јајца. За 4 јајца. Иако секој нормален дедо има само 2 јајца, ова кажува дека баба сака да ги спаси јајцата на дедо, пошто само двете кои што и ги овозможува швалерот не и се доволни. Ни гуски, ни шатки, ни патки. Е само уште еден доказ дека не се работи за јајца какви што вие не терате нас јутуберите да си ги маваме од глава. Коледе. Денеска е Коледе, утре е Божик. Значи тоа е факт, нели? Датумите се тие, празник ко празник. Ке колеме теле. Значи сега телето ти е криво што гредата го утепа дедо. Телето да не фрли гредата. Теле вика леле, не колете мене. Телето во овој стих моли за милост. Значи кутрото теле, зашто да биде заклано? Мислам, ја не сум веган или нешто слично, ама не знам колку е уред да има вакво насилство во детска песничка. Добре, децата не мора да знаат од кај доаѓа гадната салама што им ја давате за јадење. Исто како што може да знаат дека штркот ги донел, нели? Ке ви орам бавча, ке ви сеам зелје, ке несиме пита. Вајде вака беше. Значи телето од толку страв да не го убијат овие психопативе, им се поставува како роб и луди да им ја завршува цела работа по дома. Ало, телето ви е роб. Ало, нима мунди, реагирајте малце, за невино теле се работи. Ке јадеме сите. Значи телето пробува да им се улиже на пријателиве и да им се тури со нив на маса и да ја јадат питата која што заедно ја направиле. Спойлер алерт, телето умира. Коледе! Да сумираме, песната е интересна, али е ретардирана и у никој случај не е за деца. Значи, не ја хейтам, ја као дете сум слушал многу по-безобразни, по-брутални песни од ова. Само што е многу смешно што ни секој мало ечи причата како тоа баба тагува по ташаците на дедо. Фала ви, другари, што гледавте ова видео, значи да не ме разберете погрешно, продолжете да си го поштувате празников и песнава, што барем на мене као дете за Коледа ми беа едини приходи у годината. Оставете Коледе, доколку ви се допадна ова видео и Коледе на каналот за уште вакви видеа. Се гледаме за брзо, другари. Коледе!